Резултати од студија објавена во British Medical Journal укажуваат дека употребата на крвната плазма не успеала да ја намали стапката на смртност или да го запре развојот на коронавирусот, доколку клиничката слика на пациентот е тешка. Резултатите од студијата, спроведена на повеќе од 400 хоспитализирани пациенти со COVID-19, не одат во прилог на досегашните податоци за лекување со крвна плазма, кој американскиот претседател Доналд Трамп во август ги нарече историски напредок. Употребата на така наречената ковалесцентна плазма или антитело од крвта на пациенти кои што оздравеле од COVID-19 како потенцијален третман за хоспитализирани пациенти со коронавирусот покажа мала корист според клиничкото испитување спроведено од индиските научници. Во последните 24 часа во Хрватска се потврдени 1867 нови случаи на коронавирус, а бројот на активни случаи е 8394. Меѓу нив 716 пациенти се во болница, од кои 49 се на апарати за дишење, починале 7 пациенти. Од 25 февруари 2020 година, кога е регистриран првиот случај во Хрватска, регистрирани се вкупно 31.717 лица заразени со новиот коронавирус, од кои 413 починале, вкупно 22.910 оздравеле, од кои 846 во последните 24 часа. Во моментов има над 25.000 лица во самоизолација. Зголемениот број на инфекции со коронавирусот во Италија може да ја принуди владата да воведе национален полициски час или пак целосна блокада. Владата најверојатно ќе воведува ограничување ако смета дека постојните мерки, како што се маски на отворено, немаат доволно ефект да ја запрат пандемијата. Покрај тоа, официјалните лица работат на список на несуштински активности што можат да бидат запрени. Полицискиот час се очекува да биде воведен доколку кривата поврзана со бројот на пациенти на интензивна нега не се врати назад за 7 дена. Ако има полициски час, тој ќе биде од 21 часот. Во Италија се разгледува опции за целосна блокада на државата.